Најавеното кејско уредување на коритото на Кочанска река од последниот сообраќаен мост до локалитетот Бавчалук ќе почне наскоро. Со тоа Кочани ќе добие ново урбано уредување во северниот дел од градот. Во просториите на локалната самоуправа беше потпишан договорот со изведувачите на градежните работи, фирмите АГП Доел од Свети Николе, која е задолжена за градба на кејските ѕидови и другото уредување, како и Промонтинг од Скопје, чија задача се електротехничките работи. На средбата при потпишувањето на договорот накратко беа објаснети обврските што треба да се реализираат за успешно комплетирање на проектот, а за кој беше речено дека ќе се почитуваат условите во договорот и во поглед на квалитетот на изведбата и во почитувањето на рокот за завршување. Сметам дека со овој потек граѓаните на општина Кочани, не само тие што живеат во тој дел, туку и од целиот град, бидејќи поголем дел од луѓето и уживаат во убавините во пределот до Брана градче, се движат и пешки, пешачат и навистина тој дел е доста во овој момент запоставен, односно тој дел од речното корито е неуредено и навистина изгледа неуредено и неугледно, и од тие причини сметам дека со овој проект ќе допринесеме и овој дел од течението на Кочанска река биде уредено онака како што приликува на еден модерен урбан град, и со тоа граѓаните навистина ќе добијат и уредено речно корито и уредени патеки, и со еден збор ќе добијат реализација на проект со кој ќе имат придобивки сите граѓани на општина Кочани. Рокот за реализација на регулацијата на коритото на реката е 6 месеци, што значи дека веќе напролет овој дел од Кочани ќе има поинаков и уреден изглед. Затоа и од страна на изведувачот беше дадено ветување и ќе се почитува рокот и условите во договорот. И се надеваме дека дури пред предвидениот рок, ако не послужат временските услови, да го реализираме овој проект навремено и квалитетно, со тоа што граѓаните на Кочани би добиле нов дел од кеј кој ќе можат секојдневно да го користат. Ќе работиме на уредувањето на речно корито, ќе се бетонираат и обезбедат косините, делот од минор коритото и од мајор коритото, и ќе се добие нова пешачка патека која ќе биде осветлена и модерна со урбана опрема. Договорот за регулација на Кочанска река изнесува 14 милиони и 400 илјади денари, од кои грантот од проектот за подобрување на општинските услуги од Светска банка е 10 милиони и 600 илјади денари. Учеството на општина Кочани е 3 милиони и 800 илјади денари, средства што ќе бидат наменети за уредување и содржина за одмор и рекреација. Техничкиот проект предвидува регулација на коритото на Кочанска река во должина од околу 450 метри, на потегот од мостот што ги поврзува улиците Гоце Делчев и Борис Трајковски, па се до Бавчалук. При тоа ќе се изработи поголемо корито чија широчина ќе биде од 12 до 15 метри, а во него ќе има помало со широчина од 3 метри. Според можностите на теренот ќе се изгради и кеј од масивни бетонски ѕидови со височина од 2 до 3 метри, како и бетонски скали и каскадни решенија на одредени делови.